Добре дојдовте во нов ас. Денеска ќе збориме за една тема која апсолутно е забранета да се збори, тоест ќе имаме една мала анализа околу Охридскиот договор и последиците од истиот. А последиците ги живееме секојдневно, а особено се сега нагласени кога се има во предвид на работата на Уставниот суд и одлуката околу законот за јазиците. Имено во последниво скоро година дена, од кога Уставниот суд најави дека ќе го разгледува законот за јазиците и представките против истиот, ДУИ и неговиот пиар, разни бивши министри и функционери на ДУИ, во константно се закануваат околу можната одлука за укинување на законот. Така да до сега имавме поставување на шатори пред Уставниот суд, оспорување на идната можна одлука, на најавување на прво на бојкот на локалните избори, па нема да има бојкот, најавување на можна политичка и безбедносна криза од страна на ДУИ, и се за тоа што овој Уставен суд ќе решава за легитимност и легалитетот на истиот закон кој ДУИ го донесе заедно со СДСМ. Но, ако ги гледаме во перспектива целата оваа приказна, тоест треба да се вратиме во 2001 и начинот на кој што се донесе Охридскиот рамковен договор. Односно, резултатот на работата на Уставниот суд и неговата конституција е плод на Охридскиот договор, кој кај 20 години нас не убедува дека е мировен договор каде што сите етнички заедници ќе си ја сакаат оваа држава, ќе донесе безбедност, стабилност, нема да имаме политички кризи, секоја етничка заедница ќе ги почитува законите затоа што истите се креатори на законите и на институциите и апсурдно е они да ги негираат истите кај што имале учество во нивната изградба. Така да на 16 ноември 2001 година, како резултат на војната, ДУИ успеа со амандман 15 да го промени начинот на изборот на суди и внесена е етнизацијата во Уставниот суд, тоест тројца уставни суди се од немнозинска заедница. Односно, во сегашниот состав се двајца албанци, кои што си работат во Уставниот суд и така е од 2001 година. Но, ако гледаме кој го избра сегашниот состав на Уставниот суд, ќе видиме дека СДСМ и ДУИ го бираа истиот, така да имаме една комплетна слика. Тоест, Уставниот суд и начинот на работата на Уставниот суд е донесен под притисок на ДУИ. Сите членови во Уставниот суд се одобрени од ДУИ за сега ДУИ да не го почитува истиот и да прави политички, безбедносни други кризи на истиот тој суд кој он самиот го формира. Ова е само еден податок кој што ние сите го живееме и го гледаме. Тоест, ова е уште една потврда дека Охридскиот договор, кој беше договор за да има мир, безбедност и стабилност на институциите, не ја исполни својата цел. Тоест, оние кои го донесоа Охридскиот договор, сега истиот не го почитуваат. И ова е само уште еден тестамент и потврда дека со етнизацијата што ја добивме и племенската поделеност на нашава држава од потеркот од 16 век, а не потеркот на модерните демократии, ние добивме уствари една нефункционална и неправедна држава, која што само се грижи за потребите на една, а тоа е албанската заедница. И ако одлуките на законите или на Уставниот суд што се носат, не се потеркот на таа заедница, секогаш имаме опасност
од безбедносна, политичка или било каква друга криза. Ова е тестаментот и ова е доказот дека Охридскиот договор не само што не е функционален, не само што не ги изврши и задоволи потребите на етничките заедници, него истиот во континуитет генерира криза и истиот е нефункционален и од него апсолутно немаме никакви бенефиции што ја носат оваа држава напред. Напротив, имаме длабока етнизација и длабока поделеност по сите шавови во оваа држава. А не се работи само за Уставниот суд. Со промените што на Уставот воведени на 7 декември 2005 година под водство на владата на Бучковски, таа племенизација, таа етнизација беа со амандманот 1830 беа воведени во Советот на јавни обвинители и Судскиот совет, каде што имаме гарантирано место на етничките заедници, тоест на албанските представници. Ова гарантира континуирано носење на одлуки кои што не секогаш се професионални и по законски терк, него носење одлуки по теркот на етничките заедници. Ова ја прави нашава држава нефункционална и да нема една иднина која ќе се базира на професионализам, меритократија, имплементација и имплементацијата на правото и законите. Ова е самоуштедна потврда дека не само што Охридскиот договор е нефункционален, него тој нема иднина, затоа што во континуитет ќе имаме генерации кои нема да бидат задоволни од уредувањето на истите. Ние во Нов Аснам сметаме дека Охридскиот договор повеќе е товар на нашава држава него што ги решава проблемите и дека нашата држава треба да биде заснована на функционални закони кои ќе бидат меродавни и праведни и независни институции кои ќе се градат на врз база на меритократија и професионализам, а нема да бидат градени врз база на праведна етничка застапеност. Овој концепт праведна етничка застапеност беше концепт кој беше исто така воведен во Соединетите Американски држави, но Уставниот суд на Соединетите Американски држави го отфрли како еден нефункционален, како еден концепт кој ја блокира работата на државните институции. И тоа се случува и сега во Уставниот суд. Оној што го изгради Уставниот суд, оној што го конституира Уставниот суд, сега не ги прифаќа и не ги признава одлуките на истиот. И затоа се доведовме до оваа ситуација. Сметаме дека во Нов Аснов, дека само со имање на меродавна, професионална, институционална поставеност, ние може да идеме напред. И во таа поставеност на институциите, тогаш апсолутно никој од нас нема да се жали ако 100% од администрацијата, уставните суди и судскиот совет се албанци, знаејќи дека истите ќе ги вршат своите обврски професионално на база на меритократија и врз база на законот. И тоа е нешто што ние треба да се стремиме да изградиме нашата држава врз база на меритократија и професионализам, а не врз база на етнизација, што нас не се воведе со Охридскиот рамковен договор. Благодарам и ви пожелувам се најдобро.